Добре дојдовте во училница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуќа Алиу, предавам македонски јазик во Основно училиште Истикбал Тетово. Денешната наставна единица ни е поделба на согласките по звучност, едначење по звучност. Ова видео настава е наменето за ученици од 8 оделение. Цели за овој час се да утврдите и примените знаења од фонетика од претходно оделение, да се запознаете со поделбата на согласките според начинот на образување. Како што може да гледате во сликата, денес ќе учиме за парови на звучни и беззвучни согласки. Да се потсетиме најпрвин како се вика науката што ги проучува гласовите. Науката што ги проучува гласовите се вика фонетика. Колку букви и колку гласови имаме во македонскиот јазик? Во македонскиот јазик имаме 31 буква, односно 31 глас. Како се делат гласовите во македонскиот јазик според струењето на воздушната струја во устната празнина? Гласовите во македонскиот јазик според струењето на воздушната струја во устна празнина се поделени во две групи, самогласки и согласки. Едначење по звучност. Една од најкарактеристичните појави во македонскиот јазик е гласовната промена едначење по звучност. Таа се случува при допир на две согласки со различна звучност. Според звучноста, согласките се поделени во парови, секоја звучна има свој беззвучен парник освен Х. Звучни се Б, В, Г, Д, Ѓ, З, Ж, Дз и Дж, а беззвучни се П, Ф, К, Т, Չ, С, Ш, Ц, Ч и Х. Сонанти се Ј, Р, Л, Л, М, Н и Њ. Кога во зборот ќе се најдат две согласки една до друга, различни по звучност, тие се изедначуваат или двете стануваат звучни или двете беззвучни. Тоа зависи од звучноста на втората согласка, односно едначење се заврши според втората согласка. Звучна плюс беззвучна, две беззвучни. Б плюс беззвучна согласка, тоа е буквата П. Врап плюс Ч, врапче. Г плюс беззвучна К, снегче. Д плюс беззвучна Т, градче. Например, блиска, предпријатие, одскокне. Беззвучна плюс звучна, две звучни. С плюс звучна, З, гозба или госпа, зграда. Т плюс звучна Д, свадба. Едначење по звучност се бележи кога зборовите се префиксираат, односно префиксот завршува со звучна согласка, а зборот започнува со беззвучна. Например, зад плюс скрие, заскрие, над плюс превар, надпревар, по плюс свест, подсвест, пре плюс чувство, предчувство, бе плюс кучник, бескучник, из плюс чезне, исчезне. Овие префикси, кога ќе се најдат пред зборови со исти согласки, може или да се удвојат одава, разелени, од тука, потикне, или поради срасрантоста во зборот, една да исчезне, одамна, безсмислен, безсмртен, исели, исече, расели, расече, расони. Стремежот за полесен изговор е основна причина за ова редовна појава во говорот. Едначењето по звучност се изведува според втората согласка. Во процесот на едначењето на согласките по звучност, значајни се следниве моменти. Ако се најде беззвучна согласка пред звучна, таа преминува во звучна, што значи се врши едначење по звучност според втората категорија или втората согласка, пример сват, свадба. Ако се најде звучна согласка пред беззвучна, преминува во беззвучна, вид, видче. Едначењето по звучност настанува при додавање суфикси, префикси и при образување сложенки. Имаме шематски преглед за звучни и беззвучни
кои се. Според звучноста, согласките се поделени во парови. Секоја звучна има свој беззвучен парник, освен Х. Звучни се Б, В, Г, Д, Đ, З, Ж, Дз и Дж, а беззвучни се П, Ф, К, Т, Ć, С, Ш, Ц, Ч и Х. Сега ќе имаме вежби и ќе ве замолам пред себе да имате бела хартија и молив за пишување, за да ги пишувате следниве примери. Врапче, снегче, градче, блиска, одскокне, клупски, лепче, загребски, бродче, ниска, зацкрие, подсвест, предпладне, предчувство, искаже, исклучи, истече, расположи, од сега, опшие. Како што може да приметите, треба да ја оценете својата задача со точните одговори. Овде ги имате точните одговори што вие треба да ги пишувате во вашите тетрадки или во бела хартија. Кога во промената на некои форми на зборот или во изведување од него ќе се најдат една до друга две согласки различни по звучност, станува едначење на согласките по звучност. Например, жежок, жежга, жешка, сват, свадба, риба, рипче, рипче. Исклучоци Б не се едначи по звучност во зборот сепство, В воопшто не се едначи по звучност, например овца, вторник, мравка, бевте, читавте, славка. Во изговорот се изедначува и го изговараме како Ф, но според правописот пишуваме В. Г не се едначи во зборовите бегство, друг пат, Д не се едначи по звучност, пред наставките ски, ствен, ство, ствува, судски, судство, производствен, бедствува, пред и на граница на основната и множинска наставка и. Домородци, кратци, месојаци, очевидци, предци. Т во сложенките чиј прв дел е број кој завршува на Т, а вториот дел е именка или придавка што почнува на звучна согласка 5 годишнина, 5 годишен, 9 годишен, 5 дневен, 6 дневен. Сите звучни согласки кога со наставката таа се членуваат именки од женски род што завршуваат на согласка заповедта, зопта, надешта, ршта. Кај некои имиња и зборови од туѓо потекло Вашингтон, Хабсбурговци, Хонг-Конг, Фейсбук, гангстер, нокдаун, питбул, како и кај зборови со префикс дис, пост, транс, дисбаланс, постдипломски и други. Одстапување од правилото за едначење по звучност. Едначење по звучност не се одбележува во следните случаи. Не се одбележува едначење на В пред звучната беззвучна согласка вкамени, вкупно, всели, втаса, втор, вцрви, вчас, вчера, мравка, тревка, цевка, архивски, трговски, тетовски, здравство, морепловство, глувче, ливче, мевце, овца, овчар. Не се одбележува едначење на Д пред суфиксите ство, благородство, производство, соседство, судство, водство, ствен, производствен, судствен, родствен, ски, градски, господски, орхидски, методски, судски, господски, ци, очевидци, предци, кратци, ороводци, домородци. Пред членската наставката таа не се одбележува едначење на другите звучни согласки. Скрб, скрпта, зоб, зопта, надеж, надешта, рш, ршта. Согласката Г не се едначи во бегство и друг пат. Не се едначи Т во сложените зборови од типот 5 годишен, 10 годишен, 12 годишен, 5 дневен, 10 дневен и слично. Во допир со сонантите не се врши едначење по звучност. Милослив, милосница, мирислив. И за домашна задача вие ученици да ги научите убаво и да се пишуваат звучните парови. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам